Би посочила дека Законот за полиција предвидува во членот 61 дека полициски службеник е овластен да изврши сопирање, легитимирање, преглед, односно претрес на лице, превозно средство или багажот кој лицето го носи со себе, ако тоа е неопходно заради пронаоѓање на одреден предмет, кој што би бил предмет за напад или самоповредување, или кога постојат основи за сомневање дека кај ни би бил пронајден предмет кој што произлегува од кривично дело или што е трага на кривично дело. Под прегледи на лица, превозни средства и багаж се подразбираат во принцип надворешни провери на облеката и други предмети, превозното средство и багажот, но не и действија со кои што не е видливо она што на прв поглед би можело да се утврди дека постои или не. Односно не би смееле да отпакуваат, отвараат и слично. Значи, Законот за кривична постапка исто така предвидува одредби за претрес на лица, на дом и на ствари. Во принцип, правилата за претрес е дека пред почетокот на претресот, извршителот на самиот претрес мора да ја покаже наредбата за претрес, значи мора да се легитимира и да му ја предаде наредбата на лицето. Пред претресот, лицето на кое се однесува ќе се повика доброволно да овозможи да биде извршен претрес или да бидат предадени предметите кои што се предмет на побарување. Значи, претресот на лице може да се превземе кога е веројатно, повторувам, кај него да се пронајдат траги или предмети кои што се битни за кривичната постапка, односно се во некоја корелација со одредено кривично дело. Меѓутоа, кога би дошол случај кога службени лица би извршиле претрес без наредба за претрес, извршителот на претресот има обврска веднаш да го извести за тоа јавниот обвинител.